во ова кратко време, колега. Прва работа го земав Министерството за земјоделие заради тоа што во другите министерства состојбата уште подобра. Уште подобра. И затоа намерно го земав Министерството за земјоделие. Ако го прочитате, ќе видите дека во делот на образование, во делот на одбрана, во делот на МВР, таму е во делот на децентрализација. Таму е состојбата подобра и намерно го земав ово министерство за да покажеме дека и овдека се грижиме и дека и овдека се предвидени сите оние неопходни средства за кои што ги бараат земјоделците. Пред се во делот на директните плаќања, тоа се субвенциите. Втора работа, зборевте за зголемувањето на долгот. Напротив, за 463 милиони денари оваа година ќе се задолжиме помалце него што сме се задолжили во 2024. Зборувавте за дефицитот. Напротив, и оваа година дефицитот е помал него во дефицитот предвиден во 2024 година, што значи дека тие параметри се позитивни, тие параметри се добри. На крајот, зборувавте за капиталните инвестиции. Токму затоа се ослонав на оние капитални инвестиции во општините 250 милиони, бидејќи очекувам дека сите 80 општини побрза реализација ќе имат и за многу пократок рок ќе имаме зголемена реализација на капиталните добро, од кој што директен бенефит ќе има токму граѓаните на Република Македонија во сите општини. Благодарам.